Тенкови на Илката оваа година? Може би бомбардер од стакло што оди со неа? То есть вам игрушки на такую тему нравятся? Да, нравится. Это как-то жестоко и очень грубо, и это война. Војните украси се во употреба во Москва, бидејќи русите го одбележуваат својот 4-ти новогодишен период од целосната инвазија врз Украина. Освен тенковите и авионите, луксузната стоковна куќа на Црвениот плоштад исто така нуди декоративни воени медицински лица, воени ленти и широк спектар на предмети со советска тематика. Игрушки на военную тематику. Такие бы вы повесили на елку? Я бы повесила, и старший, наверное, повесил. Ну, наверное, уже и младший бы повесил. Конечно, наверное, повесил. Но многу руси не сакаат да се подсетуваат на конфликтот. Танчиков, солдатиков. Такие бы игрушки повесили на елку? Нет, уже достаточно войны в России. Хватит. Пора бы и порадоваться россиянам. Војните теми влегоа и во руските училишта, каде што некои ученици беа охрабрени да создадат свои миниатурни тенкови за празниците. Ну, как бы все-таки нельзя забывать, что военные действия идут. Про это тоже надо помнить всегда, даже во время праздников. Нарачувањето воени орнаменти преку интернет е опција, иако не е за просечниот купувач, бидејќи русите се соочуваат со растечка инфлација и зголемена економска неизвестност. Овие орнаменти, кои се представуваат како занаетчиски изработени фигури, се продаваат по цена од над $100.